1998 година. Ден што сигурно ќе остане долго за паметење, ден кој ќе остане во незаборав за нашиот град и за спортското живење, и не само спортско живење, за Радовиш и се разбира Република Македонија. Европско првенство за младинци 1998 година за борачи во слободен стил до 20 години и максимум 6 месеци. Ги видовте сите тие познати лица кои на 24 јуни се појавија во салата 25 мај или уште како моите колеги ги условуваат ширум Македонија храмот на борењето во Радовиш. Првиот човек на фила, првиот човек на Европската боречка организација, а покровител лично премиерот на владата на Република Македонија, господинот Бранко Црвенковски. Шtovani sportisti, cenjeni gosti i dragi prijatelji. Večera ova sala je vrlo toplo, međutim ušte to je u našите srce. Od večer, Radoviš, Republika Makedonija, od večera, od nekog narednih izmofreni dena, Radoviš i Republika Makedonija je bila centar evropskog borenja. Ubedni su дека тоа не е случаен избор на фила, бидејќи овој спорт во нашата држава има долга традиција, од него негуваме љубов и почит, тој спорт е донесен до меѓународни признанија. Ако тоа важи за нашата Македонија, тогаш што да кажеме за Радовиш, освен дека ни додаде неговиот подарок, ни ја даде титулата на европски и светски курс прва колка. За тоа сите се гордееме и за тоа сите благодариме. На сите учесници посакувам успех, витешка, пред спортска борба, а на нас приделите мој спорт да уживаме во наредните денови. Среќа! Една борба, повеќе тактизирање, на крајот може да се испати сега ова. И има доста до крајот. И тука сега, ако има поен, тоа треба да бе крај. Медал за Македонија. Бронзен медал за Македонија го освојува Марија Нумов категорија 52 килограма. Голема радост на трибините, голема радост на Кирчо Сосинов, Ванчо Чифлиганец, Насе Насев и Шаман Трстена е таму. Гледате како шоу и на председателот на Сојузот на боречките спортови на Македонија. Не може тој да седи мирен. Голема победа на македонското борење, бронзен медал. Една секунда. И нема каде да бега бронзениот медал. Втор за Македонија, крај. Голема радост на Јонче Ивановски. Голема радост за Јонче Ивановски. Ќе мора прво да го сочека прогласувањето, а потоа да ја дели својата радост. Радост во свечената ложа. Јонче Ивановски, носител на бронзен медал во категорија до 70 килограми. Уважаеми състезатели, уважаеми гости, от името на Международната федерация по борба и нейният председател господин Миловер Сеган, от името на Европейския комитет СЕЛА, искам първо да поздравя новите европейски
Искам също така да поздравя новият шампион на Европа в отборното класиране отборът на Русия. Ја повикуваме репрезентацијата на Турција како второ пласирана екипно. Господинот Манчо Чифлиганец ќе го предаде пехарот председателот на Сојузот за моторички спортови во Македонија. И одличното трето место за украинската репрезентација. Пехарот ќе го предаде градоначалникот на Радовиш, господинот Крижа Сусинов. И накрая искам да благодаря на Федерацията по борба за Македония, на ръководството на град Радовиш, на гражданите на град Радовиш, за отличната организация и другарския прием, при които протече нашето европейско първенство. От името на сила и сила обявявам европейското първенство по свободна борба за юни 1998 година. Радовиш за закрито. Благодаря ви за вниманието. Почитувани гледачи, овде до мене носителот на бронзениот медал во категоријата до 70 кг. Јонче, најпрвин големи честитки, како го вида ова првенство? Благодарам на ова прво за честитките. Ова првенство го видов се за мене како животна шанса, бидејќи мислам ова ми беше последно јуниорско првенство, ова каде што го искористи домашниот терен, а пред се ова погледав добри борби, ова бидејќи ова доста добро се подготвуваме за ова првенство и мислам пред све се исплатеше тоа и бидејќи се закриде со бронзениот медал и освојување на третото место. Имаше тешки борби ете во борбата за бронза, гостувал до украинецот Кушмир. Дали понатаму продолжуваш во стенска конкуренција и дали ова поттик повеќе за тебе за да достанеш поголеми дострели во борењето? Па да, и денес како и вчера имав многу тешки борби. Ова вчера киксирав со турскиот бораш, но денеска многу подобро и многу поконцентрирано влегов во борбите, така денеска со Роман 14-4 убедливо победив и за борба за третото место, ова во многу тешка ова борба го победив украинецот со 4-2. Инаку за мене представува многу голем поттик понатака да работам и за освојување на уште повеќе мислам други медали во сениорска конкуренција, па и учество на Олимпијадата. Уште еднаш многу честитки. Благодарам. Што му не гледачи до мене сега и Маријан Номов. Маријане, многу честитки за првиот медал ти всушност го донесе денеска за Македонија. Најпрвин храбро издржа во сите борби и како се чувствуваше денеска онака кога те носеше публиката кон медалот? Па најпрво благодарам за честитките, многу сум среќен затоа што денешната борба ми значи сте. Бев добро сконцентриран и добро се борев и секако дека публиката беше доста добра, која ми даваше поттик за да го победам противникот. И сега во кратко време ти учествуваше и на Европското првенство за сениори и на Европското првенство за јуниори, но овде го освои својот најдобар пласман. Дали тоа е поттик за понатаму уште повеќе да освојуваш медали за Македонија? Секако дека тоа е поттик, многу сум задоволен од организациите, од сите работи. Имавме доста подготовки, се осеќав доста добро и се надевам дека и понатаму ќе освојувам доста медали на европските и светските првенства. Маријан, уште еднаш многу честитки и многу успех понатаму. Благодарам.
Почитувани гледачи, до мене е градоначалникот на општина Радовиш и директорот на ова европско првенство, господин Достинов, заврши се најпрви честитки за сета ова организација која видовме во овие изминати 5-6 дена и за двата медала кои ги освои Македонија и ваше кратко видување. Благодарам, мислам дека успешно завршивме уште една голема манифестација која ни беше доверена. Се надевам дека сите се задоволни. Мислам дека и на спортски план освоивме 2 медали, што е многу значајно за македонската репрезентација, за нашите млади борачи. Во една целина слушам дека има позитивни оцени за она што го организиравме. Се надевам дека и во наредните денови тоа ќе го чуеме и дека уште еднаш ќе биде оценето успешно организација на ова прvenstvo. Како долгогодишен спортски работник, дали се задоволни од двата медала? Се чувствува задоволство всушност после овие 2 бронзи на Наумов и на Ивановски? Секако дека сум задоволен, мислам дека пред првенството тоа ретко кој можеше со оптимизам да го изјави. Жалам што нашиот Сашко и Владо Лазарови не успеа, меѓутоа некој пат треба и спортска среќа. Се надевам дека на некој од следните првенства тоа ќе им појде од рака. Им честитам на Наумов и на Јонче кои освоија медали и мислам дека тоа ќе биде пострек и за другите млади борачи да работат уште повеќе во сите клубови, во сите школи. Благодарам и се надевам дека ќе имаме време за поголема анализа. Се надевам дека во наредни денови ќе може да анализираме што беше добро, што лошо на ова првенство, но се надевам дека лошо имаше многу малку. Ви благодарам. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, со мене е и првиот човек на Боречката федерација на Македонија и председател на организациониот одбор на ова европско првенство, господин Чифлиганец. Видно сте возбуден, се уште забележувам 2 медали и оптимистите не очекуваа и кратка ваша оценка е веднаш по завршувањето на првенството. Прво, поздрав до сите љубители на спортот на Радовиш и на Македонија. Ова е голема добивка за македонската држава, за македонскиот спорт, за македонското борење, а да не зборувам што значи тоа за Радовиш, бидејќи Радовиш беше овие 4 дена Париз во мало, а Македонија, Франција во мало. Еве се заблагодарам на сите добронамерени љубители на спортот кои дадоа допринос за да се одржува 13-тиот европски шампионат во борен слободен стил, затоа што се ние презентиравме како општина последните 10 години и ни даде доверба светската боречка организација да бидеме домаќини. Честитки до сите носители на медали, а посебно честитки према носителите на медалите од македонската национална репрезентација, а тоа се Наумов и Јонче Ивановски, и честитки за нашите двајца учители на 13-тиот европски шампионат во борен слободен стил, Сашко и Владо Лазарови, кои покажаа голем квалитет и во рамна борба ги губеа мечовето, али постигнаа висок резултат во Европа. Затоа они изгубија од вториот во Европа, од четвртиот во Европа. Тоа е голем успех за двајцата што во знак наводници велат браќа Владо и Сашко Лазарови. Тоа е голем успех не само на радовишкиот спорт и на македонскиот спорт. Со една оценка, првите луѓе на светската боречка организација, кои се една од спортските организации меѓу угледните во меѓународниот национален комитет, олимписки комитет, тоа е значи ФИЛА, беа 4, односно 5 дена во Радовиш во Македонија. Тоа зборува какво значи се дава на спортот радовишки и македонски и каков значај има Република Македонија. Не може да се пофали држава, спортска нација, да првите 3 клучни луѓе од меѓународниот олимписки комитет, од светската боречка и европска организација да бидат во една метропола светска. Голема е добивката кога рече првиот човек на ФИЛА, кој 60 години е во борењето, 52 години во ФИЛА, 27 години на чело на ФИЛА, рече дека Радовиш е светска европска метропола, а метрополите не се мерат со број на жители и граѓани, него со срце и душа, квалитет и патриотизам. А тоа го покажа Радовиш, го покажа Македонија, го покажа љубителите на спортот од Радовиш и широм Републиката. Нека ни е честит успехот и нека е честито првата златна медалја на љубителите на спортот од Радовиш и Македонија и двете бронзени медали што ги освоивме денеска на арената на трите струничи кои беа денеска во спортско-рекреативниот центар во Радовиш. Јас си благодарам и се надевам дека по проспиената ног ќе имаме можност да го изанализираме оваа првенство онака и од ваш стручен нагол. Вие сте голем фанатик, љубеник во борењето, во спортот и се надевам дека на мира ќе можеме на гледачите да им презентираме сето она што се случуваше овие 5-6 дена, а вие сами рекли дека Радовиш беше Париз во мало. Видите, фантазиите, соништа се остваруваат на Радовиш и на љубителите на спортот широм Републиката. Ние бевме најдобри организатори 90-та година на Олимпијадата. Бевме најдобри организатори на 3 македонски бисери. Бевме организатори на
Купот на европските шампиони, кои бевме и домаќини на финалите на Купот на европските шампиони. Бевме промотори и организатори на првиот светски куп и што станавме светски клубски шампиони. На оваа манифестација 13, тоа е европско првенство во борење слободен стил. Тоа зборува дека ние сме спортска нација, Македонија, спортски град Радовиш, и тоа не е фанатизам, него тоа е знание и умешност, и со тоа може само Радовиш и Македонија да оди во Европа. А ние со ова потврдивме, докажавме дека фразата Радовиш во Европа, Македонија во Европа не е доволна, него ја донесовме Европа во Радовиш, Европа во Македонија. Само така можеме да чекореме напред. И самиот Амблев на 13-ти европски шампионат ми рече првиот човек на фила господинот Ерцеган, првиот човек на цела господинот Ценов и вториот човек на фила господинот Мартинети. Вика, господине Чифлиганец, сте ставиле Македонија над Европа. Што тоа значи? Тоа значи се што е добро од Европа да го копираме и така Македонија може да биде со Европа во Обединената Европа. И тоа се оствари овие 4 дена. Така да поголема е идејата него што се така на изглед изгледа. Благодарам на сите вас од средствата за информирање, добронамерни љубители на спортот, што сите заедно направивме на голема историска спортска манифестација која ќе остане во аналите спортски на Европа и свет.